Здраво! Ова е последното издание на емисијата Лајт за оваа работна недела. Денес е петок, а петочно сме музички расположени. Главниот прилог денес се однесува на летачките пекинејзери кои што беа гости во Дом на млади Штип. Започнуваме со првата содржина за денес, која што се однесува на тоа како момчињата ја одбираат долната облека за девојчињата. Изгледа дека стиловите секогаш се различни. Мажите и жените имаат тотално различен вкус кога е во прашање долната облека. Сигурно сега се прашувате што може да очекувате ако изборот му го препуштите на него. Момците сакаат да ги гледаат девојките во чипка, ги сакаат панделките, циркончињата и сите други детали со кои може да се украси долната облека. Тие се изјасниле и дека ги сакаат впечатливите бои, а она што ги возбудува се и прерамките од градниците. Од друга страна пак, жените сакаат удобна долна облека и без многу украси. Ја сакаат практичноста, па кога треба да изберат, се одлучуваат за неутрални бои, кремасто, бело или црно. Од едно спроведено истражување од страна на фирма за производство на долна облека, се укажало дека 76% од дамите сакаат долната облека да им ја купуваат момците. Изгледа дека мажите ја користат оваа можност, па 54% од нив одбираат градници за своите сакани и тоа такви модели кои покажуваат што е можно повеќе гола кожа. Кога бојата е во прашање, повеќето се одлучуваат за црвена. Следува рубриката Занимливости во која што ви подготвивме една видео репортажа, а денес се одлучивме за Белград. Доколку сте расположени за блиска прошетка, ви го нудиме главниот град на нашиот северен сосед – Белград во Србија. Има многу места кои треба да ги посетите, да ги прошетате и да ги видите. Калемегдан задолжително, на најромантичното место каде Дунав ја бакнува Сава. Треба долга прошетка низ Књаз Михајлова. Задолжително треба да одите на концерт во Белградската арена, па капење на Ада Циганлија. Ке ви требаат неколку дена. Сите оние кои што беа присутни вчера вечер во Дом на млади имаа можност да уживаат во прекрасниот музички перформанс на летачките пекинејзери. Дом на млади Штип вчера беше домаќин на уште еден неверојатен музички джез перформанс. Гостуваа летачките пекинејзери. Официјално вака како авторски бенд, како музика да ќе свириме, постоиме можеби 5 години, а инаку сме свирели и предходно. Многу е комплицирано тоа за постоење на бендот, зашто реално јас првен со Иво Солдатовиќ почнав, он е тука овој дечко ше со брадата. Ние од 2009-та почнавме да свириме како летачки пекинејзери и после тоа една година подоцна се издаде албумот. Значи така некако и сега требаше еден албум да излеземе ако работиме под тој континуитет. Со него свиревме во љубој на групата и оттаму тој ме викна да дојдам во бендот, усвари да учествувам јас во бендот, ама тоа спонтано се случи, цел бенд прифати, донесе одлука да ме викнат во бендот и така почнав и прв пат тенор саксофон да свирам. Не, со се супер се беше тоа со љубој на него, ова е друг правец. Името летачки пекинејзери, па многу луѓе ме прашуваат тоа и секогаш морам некоја нова приказна да им измислам, зашто ми досади да кажам зашто измислам. Па овој пат ќе кажам зашто пекинејзерите имаат една аномалија кај што луѓето околу нив ги гледаат како да се поситни, а они се најмалите кучиња, нели? И ги гледаат како да се помали. Например, колку е поголем предметот, пекинејзерот го гледа како да е многу мал, знаеш? И ние сме летачки пекинејзери, значи
летаме и као све што е големо гледаме како да е ситно, не? Двајца од адреналинските джез летачи своето образование го имаат завршено во Штип. Мене најмило ми е што го запознав Иво на тој факултет и сега заедно свириме во бендот. Тоа е како еден најголем плюс од сите дружби што сум ги имал тука. Љубов за джез музика, не знам од кога ми се свиѓа, може од кој имам чуено Луис Армстронг. Сите ме зезаат дека викам секогаш имам различно топ 5 и валјда имам топ 5 милиони, така да не знам. Па доста сме свиреле низ Македонија. Свиреле надвор од Македонија во Њу Јорк, едно од подраги настапи. Црна Гора, Словенија, Албанија, да и така натака. Се фаќаат ли девојки на джез музика? Што знам, слушам, се фаќале брат ми гледал. Немам, и ја лично немам. Може некој од колегите ќе се пофали. Јас имам од, еве, например, пример, гледате од левата страна, Лидија. Ама таа на YouTube не гледаш. Таа на YouTube ме гледаше преку Facebook, ово, она и така. Насмеаните и весели лица беа олицетворение за одличната атмосфера, па веруваме дека нивните летачки настапи во нашиот град ќе бидат се почести. И за крај петочно, доколку сепак се одлучивте да седите дома, еве го предлог филмот. The Insider или Внатрешниот човек е од 1999 година. Филмот беше номиниран за 5 Оскари и прогласен за најдобар филм на годината. Имаше прекрасна филмска двојка, а ја сочинуваа Ал Пачино како Ловел Брограм и Ресел Кроу како Джефри Вигнанд. Режисер на филмот е Майкл Мен, додека писател на приказната е Мери Брендер. Се однесува на познат биолог кој е доста добар во она што го работи, но сепак добива отказно решение. Why? Because the more truth he tells, the worse it gets. Russell Crowe. I have to put my family's welfare on the line. My girl is crying. My children need me. You wish you hadn't come forward? You wish you hadn't blown the whistle? The movie critics call deeply moving. I fought for you and I still fight. A powerful edge-of-your-seat thriller. It will pin you to your seat. The best film of the year. Nominated for 5 Golden Globes. You go public, nothing will ever be the same again. There's Dad on TV. The Insider. A Michael Mann film. Доброто расположение нека биде ваш сопатник во текот на следниве 2 дена. За време на викендот секако поминете си најубаво што можете, а ние се гледаме со нови содржини веќе во понеделник. До тогаш, чао!